град како Пекинг, кој што има десетина милиони жители, проблемот на загадувањето го реши во период од 10 години. Ние 10 години имаме од лоши по лоши резултати и надлежни институции кои што се уште не ги фаќа паника од оваа состојба. А со толку мала популација и на волку мала територија, на вистина е огромен срам да сме лидери во загадувањето. Скопје, Тетово, Битола, Струмица со години се на врвот на листата на најзагадени градови во Европа и светот. Ваквата слика се повторува секоја зима со почетокот на грејната сезона. Ели Пешево од одва иницијативата вели дека дополнителен аларм е што државата со години одвојува многу малку средства од државниот буџет за санирање на овој сериозен еколошки проблем. Овој месец го очекуваме усвојувањето на новиот буџет за 2024 година и според некои од најавите кои што досега ги имаме, можеме со сигурност да кажеме дека ќе имаме историски најмалата ставка во сегментот на заштита на животната средина. Мислевме дека после минатогодишните 0,6% тоа е речиси невозможно, но еве уште еднаш и оваа година надлежните институции, законодавците не демантираат и потврдуваат дека грижата за животната средина е убедливо на дното на листата на приоритети во нашата држава. Кирио Ристовски од Центарот за еколошка демократија Флорозен вели дека е неопходна повисока политичка волја од страна на носителите на одлуки, пропратена со соодветни финансиски ресурси, за да може граѓаните да ги почувствуваат бенефитите од таквата програма. Она што досега е направено пред се на субвенционирањето во набавката на грејните тела во индивидуалните стамбени домови, што не е доволно секако, меѓутоа дава некој минимален позитивен резултат. Меѓутоа ќе требава во наредниот период да се размислува и за поинакви начини на субвенционирање не само на грејните тела, туку и на друг тип на услуги, например поврзување кон системите за централното грејење, воведување на нови алтернативни начини на загревање на домовите. Но во моментот Северна Македонија е лоша комбинација на домаќинства кои се загреваат со загадувачки енергенси, индустрија, сообраќај, стари возила кои се во оптек, интензивни градежни активности и диви депонии, велат граѓанските активисти. Меѓутоа е поголем пак процентот на граѓани кои што се греат на различен квалитет на дрво и на се останато што може да биде искористено за загревање во периодот на зимските месеци. Немаме никакви назнаки за нов солиден, незагадувачки јавен транспорт, немаме контрола на градежните работи, немаме контрола на индустријата. Од едноставна причина што немаме ниту доволен број на инспектори на терен. Македонија важи за енергетски сиромашна земја, па така да енергетската сиромаштво условува користење на недозволени горива во рамки на домовите, како што се отпад, имаме отпаден мебел и така натаму, опасен отпад во дадени случаеви, како отпадно моторно масло, кој што за жал граѓаните го користат примерно. Она што треба да се направи е воведување на поригорозни мерки за контрола на загревањето на домовите, меѓутоа и едукација на јавноста за негативните импликации од ваквите практики. Од друга страна, све зависи од климатските услови. Доколку имаме ветар во текот на зимата, политичарите ќе се радуваат и ќе покажуваат добри резултати. Доколку се сменат климатските услови, ќе бараат изговори за таквите постапки. Според извештајот на Европската агенција за животна средина, објавен пред неколку недели, за земјава констатирани се 5600 смртни случаи како директна последица од загадувањето, што е речиси удвојување во однос на претходните години. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.